Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. А вие што ме следите подолго време, знаете дека на сите видеа се посветени на романи, најмногу од видеата, или на збирки кратки раскази, со други зборови посветени се на прозата. Меѓутоа планирам од време на време ако има некакво издание или нормално поврзано со литературата, што сметам дека е добро, важно е да го, да го споделам со вас или што го заслужува нашето внимание, тогаш ќе снимам и такви видеа. Понекогаш, ако се сеќавате, пред некој месец снимив видео за две графички новели или стрипови кои што сметав дека се важни и дека треба да се прочитаат. Денес ова ќе биде посебно издание, Special Edition, и ќе зборувам за една книга која што е многу важна според мене. Важна е за македонската култура и треба да има свое место во нашата култура, затоа што одбележува една епоха, едно време во културата на оваа земја, а тоа е оваа книга, како што гледате, огромна и тешка и убаво направена. Ова е македонска рок енциклопедија, прв дел, затоа што треба планирано да има и други делови. Значи компилатор, составувач и оној што ја напишал автор на оваа енциклопедија е Тошо Филиповски, еден неуморен човек кој што се занимава и архивира македонската рок музика долго време. Ќе кажам нешто повеќе за ова издание и зашто сметам дека е важно. Меѓутоа сакам да се навратам малку на важноста на музиката и на важноста на рокот или сите тие правци. Музиката е составен дел од сечи живот, барем од мојот живот е многу важен дел. И како што кажал Ниче, нашето постоење или постоењето без музиката би било неподносливо. И навистина е така, музиката од сите уметности, ќе кажеме на можеби претенциозна, контроверзна изјава, меѓутоа мислам дека од сите уметности таа е една од најмоćните, ако не најмоćната, затоа што многу често знае да го заобиколи разумот и да оди директно во да делува на емоциите и во нашата најдлабока срцевина. И не знам како било со вас, меѓутоа се сеќавам, моите пред тинејџерски или тинејџерски години имаше, сега не знам како функционира тоа. Претпоставувам дека е слично, меѓутоа секој дете или тинејџер доаѓа во одредена возраст кај што почнуваш да слушаш музика. Значи јас растев со музика и дома моите купуваа касети и плочи и така натаму. Меѓутоа доаѓа одреден момент кога сакаш да бидеш независен и си градиш свој вкус и почнеш да слушаш музика. И се сеќавам дека за мене некаде 6-то оделение или не знам кое оделение бев, почнав, тогаш стана популарен доста во поден беше рапот, хип-хопот и почнав да слушам најпрво хип-хоп. Прва касета што имавме беше со другарите која ја преснимувавме беше Raising Hell од Run DMC, подоцна Fear of the Black Planet, албумот на Public Enemy, кој што до ден денес ми е драг и тоа беше бендот, моја прва љубов бенд со кој што растев, на страна од Майкл Джексон, Мадона или она што и дома се слушало. Меѓутоа почнав со рапот, за да подоцна малку отидам и на рапот ми остана љубов, меѓутоа отидов малку и на пожестоко, се делеа касети, се споделува Faith No More, Guns N' Roses, разни бендови, за да подоцна веќе во средно почнува да се рафинира вкусот и да се почнува да се слушаат и ги слушав бендови кои што се на некој начин како лектири што се или неизбежни книги во литературата, така имаш и во музиката, да речеме Rolling Stones или The Beatles или Queen, David Bowie, Velvet Underground, Bauhaus, некои бендови што не беа само типичен рок н рол, туку беа и можеби пост-рок, панк, не знам, гаражни бендови, за да дојдам до еден од моите омилени бендови. Два бендови го обележаа моето средношколско време, да речам. Едниот беше Dead Can Dance, едно австралијанско дуо кој што работеше некакви си world music, некаква амбиентална музика, кој Dead Can Dance ми беа омилени, и исто од гаражните, од гранџот, од таа сцена Sonic Youth ми беа онака врвот ми беа Sonic Youth и ми беа омилен бенд. Така што подоцна почнав да слушам и некоја амбиентална музика, електронска музика, техно забави, и се сеќавам во тоа време имаше на многу убава атмосфера. Не го кажувам ова сега знаете во мое време и носталгично. Меѓутоа сепак мислам дека
сепак ќе кажам дека мислам дека музиката се доживуваше малку посериозно од младите во тоа време. Ќе купиш касета и одвај чекаш да излезе тој албум или некој CD, па го читаш текстот на секоја песна, па се соживуваш со тоа. Затоа што сепак мислам дека рокот како база на сите тие правци носи одредена порака и е роден на некој начин и како реакција, како бунтовништво кон статус кво, кон системот, кон кој што конформира и така натаму. Мислам, си има цела рок-н-рол филозофија за која што немам намера да зборувам, меѓутоа играше голема улога. Мислам дека се пристапуваше на музиката со одредена искреност и сега се присетувам и на разни места кои што, меѓутоа едно ќе издвојам, кој што неколку лета поред беше центарот на доживување на случувањата. Тоа беше Music Garden во парк, каде што се излегуваше, се пушташе секаква алтернативна музика од Rage Against the Machine, па се правеа шутки тука, па до Prodigy, една многу убава атмосфера. Можеби јас сум остарал и сега не ги доживувам работите на таков начин, меѓутоа сепак мислам дека денес ми недостасува одредена бунтовност, одредена верба да речам во рок-н-ролот, во музиката, дека може да го промени светот или дека може да инспирира, да биде и политички инспирирана музика и да испровоцира, да поттикне на солидарност, не знам, да зборува за љубов и така натаму, меѓутоа малку со повеќе страст, со повеќе ентузијазам, со повеќе пасија и со повеќе бунт речиси и гнев, затоа што тоа се години кога се бара секој и сака да го бара својот идентитет и често се поистоветуваме со музиката што ја слушаме. И така што тоа беше на некој начин моето музичко образование, музичко рок-н-рол образование, за да продолжам после и со други бендови и така натаму, и сериозна музика, и меѓутоа музиката лично и за мене игра огромна улога, за да денес, да речеме, најчесто слушам world music или африканска сцената на Мали, почнувајќи со таткото на таа сцена Салиф Кейта и сите тие други музичари, или да слушам или Чалгија, или се она што во тој момент мене ми годи и сакам да го слушам и ме инспирира. Сега, рок-н-ролот во Македонија или таа алтернативна сцена не почнала во 90-тите години во мојата младост. Таа почнува многу поодамна, уште освои некои си 50-60 години, и се наоѓа човек, Тошо Филиповски или Тоше, кој што сето тоа вредно неколку децении го архивира, го следи. И тој самиот во оваа книга, во оваа енциклопедија има еден многу убав предговор во кој што објаснува како 20 години не само што ја архивирал, туку 20 години во него тлеела желбата да ја направи оваа енциклопедија, инспириран од една друга енциклопедија за XU музиката. Меѓутоа она што го ја двои оваа енциклопедија, оваа рок енциклопедија е што Тоше многу темелно се зафаќа со работите. Значи, ова не се само некои си површни кратки биографии на бендовите. Овде Тоше го покрива периодот од 67 до 2018, значи покрива 55 години музичка сцена во Македонија, алтернативна, рок, и вклучува и некои други бендови, панк, метал и така натаму, реге, и покрива и архивира едно време кое е обележало културата и било во средиштето на културата. Тука ќе сретнете бендови, македонските бендови, не ги спомнав со кои што јас растев, тоа беа Архангел, кој што обележа цела една генерација, Лола Вештајн, Анастасија, подемот на Анастасија, Лепи Сол, да не зборуваме. И за сите тие бендови Тоше има овде избрано 333 бенда има представено. Со тоа што оние бендови кои што се попознати, нели, имаат поголема историја и повеќе имал документирани факти, има на десетина страници може да читате за нив, направена е со слики, вложен многу труд за да се направи оваа книга, и ова е вистинско доживување. Рок енциклопедијата Тоше ја издаде пред 3 кусур години. После тоа издаде уште 2 книги, едната е Македонски рок времеплов, во која што за секој датум има настани што се случувале или изданија што били издадени, и има Македонски винили. Значи, во вакви луксузни изданија
И на некој начин буквално можете, ова е енциклопедија и не мора да се чита поред, можете да си ја листате и на некој начин ќе ви текне и овој бенд го знам или овој никогаш не сум слушнал за овој бенд и си читате нивна биографија и така натаму. Значи има исто така и два добри предговора или поговора, мислам дека се предговори од Љупчо Јолевски. Љупчо е познат културен новинар, почитувач и промотор на рок културата, и тој вели: македонската рок енциклопедија е куршум испукан во срцевината на убедувањето дека сме тиква без корен. Таа повеќе од многу самонаречени дела е изблик за нашиот идентитет овде и сега и за нашата опстојба на оваа толку значајна и примамлива раскрсница на стрвниците, за нашето поимање на светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Книга мост што води до нашето обично јас и, се разбира, до другите со иста или со слична емоција и размисла. Планетарно. Или митрополит Методи, кој што е свештено лице, меѓутоа е голем познавач на музиката, вели: македонската урбана култура која се развива паралелно и синхронизирано, повремено со беззначаен дилеј со онаа на светските сцени, за себе веќе образува сериозно наследство што секако треба и мора да се документира, за да се сочува како непобитно автентично сведоштво за културните и за цивилизацијските процеси што го одбележуваат нашето постоење. Енциклопедијата за рок-н-рол музиката во Македонија од тие причини е не само насушно потребен проект, туку и гест од историска важност. Многу се збори за идентитет, за култура, за национално богатство, меѓутоа да не заборавиме, политичарите си имаат своја агенда и си тераат политика, меѓутоа овие нешта, според мене, не преобеличувам, ова навистина го кажувам со искрена емоција, вака се гради идентитет и вака се гради култура, вака се заокружува, се одбележува едно време кое што е зад нас, меѓутоа ова останува и за наредните генерации. Значи, повторно ќе кажам дека секоја единица, секој текст за секој бенд кој што е ставен овде е многу внимателно, со многу труд направен, и јас веќе почнав за некои бендови што ги знам и некои бендови што не ги знам, почнав да си читам, да ги разгледувам и навистина уживам во оваа книга. Значи, енциклопедијата ви ја препорачувам. Ако имате прилика да си ја купите, знам дека ова е полуксузно и поскапо издание, или ако некој ваш пријател ја има, па може да ја позајмите или да ја разгледате, како и да е. Секогаш велам, читајте добри книги, меѓутоа исто така ќе кажем дека слушајте добра македонска музика, иако се времињата се менуваат, желбата за музиката и кај младите да творат и кај сите всушност не престанува. И ден денес во Македонија има одлични бендови кои што заслужуваат да бидат слушнати, на Тоше само можам да му честитам за макотрпната работа и за големото трпение за да го истера овој проект, затоа што за ваков проект потребни се пари, потребна е напорна работа, меѓутоа и потребно е голема пасија и страст за да се истера вакво нешто. Така што тоа беше она што сакав да го кажам за македонска рок енциклопедија, која што речи си го зафаќа 1/3 од екранот ја зафаќа. Океј, ве поздравувам, очекувајте ме со уште рецензии што следуваат наскоро. Чувајте се и се гледаме. Чао.